Лидерот на СДСМ Венко Филипче не се откажува од барањето за лидерска средба за постигнување консензус за евроинтеграциите. Тој по денешната седница на Националниот совет за евроинтеграции изрази жалење што ВМРО ДПМН и премиерот Мицкоски го одбиле неговиот предлог уште пред како што рече да слушнат што има да каже. Филипче предлага странски експерти да се вклучат во работата на историската комисија со Бугарија, доколку постојат сомнежи дека таа може да биде пречка за евроинтеграциите по носењето на уставните измени. Тој позитивно гледа и на идејата на македонската председателка за нов трет протокол со Бугарија, а СДСМ како што рече, ќе поддржи се што е во насока на подобрување на македонската позиција кон ЕУ. Тој момент на толкување на протоколите, прво. Понатаму еве во јавноста излегува еден предлог од председателката, можноста да се разговара и за некој нов протокол. Третата работа, да изнајдеме начин да можеби се модифицира работата на историската комисија, да побараме на странски експерти да присуствуваат и да учествуваат во таа работа. Например, луѓе кои што имаат искуства во своите земји на таа тема. Германија со Полска, Германија со Австрија и така натаму. Имаме тука простор што работиме, сметам дека најлошата работа е да не се обидеме ништо да направиме. За пратениците од ВМРО ДПМН неоправдани се ваквите предлози на Филипче и сметаат дека владата е целосно посветена на реформската агенда, за разлика од лошите политики на претходните власти. Многу ме разочарува кога ќе слушнам дека на една ваква, комплексна дебата од лидерот на опозицијата добиваме порака во која што не само што ќе ја прошириме агонијата со историските комисии, туку ќе ги надградиме со уште нови идеи кои што се ставаат на маса без да се видат сите консеквенции, а на тој начин го рушат дигнитетот на македонската наука. Пратеникот Халил Снопче од крилото на Таравари, кој допред неколку денови беше во власта, денеска критикуваше за неисполнетиот услов за уставни измени на земјава, што според него е главната причина за застојот во евроинтеграциите. Според министерот Муртезани пак, повеќе не сме држава која само ја планира европската интеграција, туку ја спроведува истата. Господинот Кошта, како највисок представник од меѓународната заедница, освен што побара реализација на реформите на директен начин и на експлицитен начин, он потенцираше и потребата за уставните измени. Секоја имплементација на реформската агенда на планот за проширување не се поврзува на никој начин. Ние можеме да продолжиме да имплементираме многу лесно да најдеме решение за уставните измени, но ако не најдеме, значи не е прашање кој се поврзува. На денешната седница на Националниот совет за евроинтеграции, министрите Муртезани и Андоновски го презентираа напредокот во рамки на реформската агенда. Филипче и пратеникот од ВМРО ДПМН Антонио Милошовски реагираа на отсуството на министерот за правда Филков на дебатата. Во одбрана на Филков застана неговата сопартика Весна Бендевска, посочувајќи ги сите реформски закони кои ги изготвило Министерството за правда.